Маркетинг агенцијата Марили по четврти пат годинава го организира бизнес форумот за туризам, но исто така и уште еден настан, односно манифестација ќе се одржи избор за најуспешните маркетинг жени од земјата и регионот по 29ти пат. Госпоѓа Лидија Трипуновска, која што е генерален менаџер на овие настани, ќе ни кажете малку повеќе за нивната поврзаност, зошто токму бизнес форум за туризмот и секако кои се годинава нашите најуспешни жени менаџерки. Добро утро до вас. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Драго ми е што еве повторно домаќин на овој настан ни е хотелот Панорамика. Традиционално по четврти пат веќе го одржуваме Марили бизнес форумот, кој што годинава е посветен на туризмот како еден од 6 столба на економскиот развој на земјава и регионот. Ова е регионален форум. Имаме гости и од Република Хрватска и од Република Србија, панелисти кои што ќе се вклучат во 3 панел сесии. Тоа се сесијата за алтернативниот туризам, за екотуризмот и руралниот туризам со сите негови аспекти и како е тој поставен во регионот. Потоа сесијата за хотелско-туристичката индустрија, кои ни доаѓаат хотели од реалниот сектор, од градот Скопје, но и од Охрид и секако она што може да ни го даде како пример Република Хрватска, која е еден од најдобрите туристички центри, односно е на мапата на најдобрите туристички понуди во Европа па и во светот, и еногастро концептот, кој што ни е сместен во третиот панел, каде што ќе говориме за аромите и вкусовите на домашните вина, домашната храна, ќе слушнеме од нашите најзначајни представници од реалниот сектор и ќе направиме едно заокружување од научната фела што значи производството на домашна храна за домашниот туризам. Панелистите ни доаѓаат значи и од реалниот сектор, и од универзитетската фела, и од државните институции. Тука е и директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, господја Билјана Стефановска, која не поддржи и ќе го отвори овој форум, и секако значајен придонес ни дава и Народната банка со нивните анализи. Истиот ден, односно вечерта, се одржува и свечената манифестација избор на најуспешни жени менаџери по 29ти пат. Тоа е веќе регионален настан. Имаме 2 представнички од вкупно 13 лауреатки кои што доаѓаат од Република Хрватска и од Република Србија, и јас би сакала накратко да ги представам жените менаџери по азбучен ред на нивните презимиња, описно од каде, од кои сектори доаѓаат. Тоа е еден престижен настан, една голема порака за жените во бизнисот и за патот до успехот. Тие се господја Анита Атанасовска, генерален менаџер од Скопје, од делот на недвижнините, господја Стефка Василева, генерален менаџер од Радовиш од медицината, магистер Дафинка Ивановска, извршен менаџер од областа на козметологијата од Скопје, доктор Оливера Клинчарова, председател на одбор на директори од брокерството, односно од осигурителниот бизнис од Скопје, доктор Даниела Михајловска, генерален менаџер од Скопје и од Гостивар, од областа на стоматологијата и естетската медицина, господја Елена Лотеска Наумовска од туристичкиот сектор од Охрид, доктор Маја Петановска од дермоестетиката од Скопје, магистер Ирена Пехливанова, стратешки менаџер од Скопје од делот на сообраќајот и безбедноста во сообраќајот, Арзијана Фейзи од Гостивар, менаџер за правни работи, која ни доаѓа од прехранбената индустрија, господја Јанинка Чупарковска, генерален менаџер од Кавадарци од прехранбената индустрија, професор доктор Јана Манева Чуповска, визуелен уметник и актуелен председател на ДЛУМ, и од регионот магистар Барбара Оленич Станичич, која ни доаѓа од Република Хрватска, директор на сектор за човечки ресурси од хотелиерството, и господја Слободанка Цока Стевич, која доаѓа од Република Србија, генерален менаџер од делот на туризмот. Како го направивте изборот токму овие жени да добијат вакви престижни награди? Изборите се прават во текот на целата година, препораките се најважниот сегмент, доаѓаат од различни области и дејности, од целата држава и од регионот, од успешни компании од приватниот сектор, и секогаш се почитува и личната согласност на менаџерките да бидат дел од овој избор. Јасно. Не кажавме на кој датум ќе се одржи и дали се поканети граѓаните, дали е отворено сите оние кои што заинтересирани да го посетат овој настан?
Да, се одржува, овие два настани се, значи, уште еднаш да повторам, на 17 мај во предпладневниот дел од денот е Марили бизнис форумот посветен на туризмот, а во вечерните часови од 20 часот е оваа свечена манифестација која се одржува по 29 пат. Овој настан сепак од затворен тип, доаѓаат нели нивните поддржувачи на лауреатките и некои наши гости од Марили бизнис клубот, од прилика тоа се гостите, но секако ако имаме нели специјално заинтересирани гости ќе ги вклучиме. Така. Сакам да ве прашам и на почетокот за бизнес форумот во однос на туризмот, колку споделувате искуства со другите држави? Велите Република Хрватска дека можеби на врвот кога е туризмот во прашање барем од нашите балканскиот регион. Споделувате ли искуства, што да промениме, што ние треба да вложиме во туризмот за да го подигнеме нашето ниво? Апсолутно, ние подолг временски период размислувавме за оваа тема и сакавме да ги видиме сите искуства што ни ги нуди регионот, како можеме тие искуства да ги примениме кај нас, како можеме и заеднички да работиме. Познати се тие балкански тури за туристите кои што доаѓаат нели од Европа и од светот. Ние веќе соработуваме, но може уште многу повеќе да се направи во рамките на таа заедничка регионална понуда. Така. Таа значи ќе добиеме одличен пример и годинава од нашите соседи кои што сепак дели се поканети на овој бизнес форум. Состама за крај, колку се мотивирани жените да влезат во бизнесот, во менаџирањето, во однос кога нели ваков престижен не е надпревар, меѓутоа овој е еден вид поттик жените за наредната година да се борат за да добијат едно од вашите признанија. Па се работи за огромна традиција, тоа самото за себе зборува, 29 години, ова е најстар проект од ваков вид на Балканот. Жените се мотивирани, направивме многу за да ги спромовираме жените како успешни во делот на менаџерството и лидерството, меѓутоа ни останува уште многу да сработиме, бидејќи малку имаме жени на раководни позиции, особено во управните и надзорните одбори и во делот на предприемништвото, каде што имаме само 4% жени предприемачки. Секако дека мотивот е голем, поттикот е важен, ние тоа го правиме, им доделуваме награди, им доделуваме статуетка жена водилка, која самата покажува дека тие треба да водат, да бидат позитивен пример и за сите други, особено за младите генерации. Така, верувам дека и до година, кога ќе го славите јубилеот, 30 години од постоењето на оваа манифестација, дека ќе имаме уште поуспешни жени и на повеќе раководни позиции. Затоа ги охрабруваме жените да се борат за повисоките позиции во нашата држава. Вам ви благодарам за двојното време. И јас вам ви благодарам за можноста да проговориме за овие прекрасни настани, еден е со огромна традиција.